Професор доктор Никола Пановски, добро утро. Добро утро. И ке нас се многу високи бројките. Омикронот, ке кажеме дека тоа е во овој миг најмногу присутен, иако не може да ја занемариме и делта варијантата, така? Па се уште не, затоа е добро што и децата по 2 недели ќе трнат, кои ќе се надеваме дека тоа над 95% ќе биде омикрон варијантата, која е помалку опасна, значи одлагањето и од тој аспект е правилно. И на кои бројки се Словенија 12.000, ако ние направиме 40.000 тестирања како кај нив, може ние ќе имаме 12.000. Значи, ако имате 6.000, 2.300, а они имаат од 40.000 12%, е ист, така да... Сакате да кажете, нашите бројки не се реално меродавни. Не се бидејќи ограничено е тестирањето. Многу луѓе веќе не одат на тестирање заради полесна слика, контактите поретко одат, државата од тие 6.000 не може ни 3.000 да покрие, а граѓаните веќе се уморни да плаќаат тестови, а некои немаат пари да плаќаат. Така да, во тој смисол, и за мене и не се толку битни бројките на позитивни. Многу податоци, многу информации избунувачки во овој период. Еве вака најдиректно ќе ве прашам. Омикрон сојот вела дека е многу лесно пренослив. Колку лесно пренослив е тој? Кога ги јавува по зараза првите симптоми? Веднаш потоа ве прашувам и кога па иста највирулентен, најзаразен и кога треба да се изолирате ако сте биле во контакт со лице кој што е заразен? Па сега, последно прашање веднаш ќе го одговорам. Ако сте били во контакт со лице што било заразено, треба сите да се изолираме. Значи, веднаш. Толку има заразени да свеќе, ако тоа се применува стрикно, а пробале да го применуваат, да речеме, во Велика Британија, се виде што се случи со летовите во Америка и се веќе не зборат, значи не го применуваат, не зашто падна омикрон, едноставно ќе им запреа авиособраќај или банкарски сообраќај или не знам, секоја економија ќе запреа ако секој кој бил во контакт се изолира веднаш. Се изолира кај нас на институтот, сега не треба никој да работи ако идеме по тие мерки, бидејќи имаме тројца позитивни, кои се здрави. Значи позитивните се здрави и сега сите ние здрави зашто сме били во контакт да се изолира, тоа веќе не оди. Меѓутоа да се вратам на конкретни прашања, значи најзаразен со омикронот е дента кој ќе ги развие симптомите. И со сите форми, меѓутоа тој ден е најзаразен. 24 часа? Па тој ден, дали е 24 часа, значи има и пред тој е заразен, максимум 3 дена пред тоа, меѓутоа повеќе неколку сата пред да добие симптоми. Да. И потоа. И потоа. Сега проблем е што кај асимптоматските не знаеме кога почнала заразата и не знаеме кога бил заразен и пократко трае. Значи се смета дека по 3 дена кај омикрон многу помала, четвртиот ден веќе е многу помала шансата да заразува тој, затоа се остава 7 дена. Добро. А кај контактите кај без симптоми 5 дена во светот. Секој ќе треба тоа и кај нас кај да е да се скрати како што омикрон станува почест, за да може да работиме, инаку ако многу го злоупотребуваат луѓе тоа. Така да некој не ќе доди на работа, некој инсистира доди, некој гледа да се добие 20 дена. Значи има примери кај што лажат, со извинение на зборот, дека имаат симптоми. Не, дека имаат симптоми. А дека имаат симптоми. Он е позитивен, се јавуваат по телефон. Имаш ли симптоми или на докторот? Имаш да ме боли главата, имам температура, матично не може да открие. И така добива 20 дена да не оди на работа, а не 10 колку што е сега ако е без симптоми. Значи, а да не знам дека ова е 14 дена на контакти, значи со тек на време. А што побрзо тоа треба да се направи, треба да се ревидираат. Да се ревидираат, бидејќи Франција не ја спомнеме кај што 400.000 имаше случаи. Кај што Макрон рече како ги малтретира тие 5 милиона, ќе ги нервира, каква врска има тие 5 милиона со 400.000, и ако гледате, никој не каже од тие 400, и кај нас никогаш нема да ви кажат за 2500 колку се вакцинирани. Кажуваат колку се прележани. Предпоставам дека од 2500 2000 се вакцинирани, или многу повеќе. Они кажуваат дека 150 или 200 биле прележани. Не се каже нигде у светот. Добро. Во Австралија е многу интересно, кога беше Джокович, таму има 150.000 случаи на ден. После сите карантини, шиканирање на граница, 150.000 на ден
ново заразени, се плашеа овој да не ги заразил, така да конечно вчера Борис Џонсон, јас тоа кажав порано и многу колеги, кажа царот е гол. Значи гледате нешто што се случува, вакцината не штити од зараза. Дури и прележаноста не штити и вакцината не штити. Заклучок, сертификатите немаат, не сега и кога беа донесени, никаква стручна медицинска епидемиолошка оправданост. Врска немаат. Освен за малтретирање и дисциплинирање на луѓето. И конечно е Велика Британија ги укина. Тоа е само кажал кај нас. Другата недела. Зошто се прават сертификати ако ви имате 400.000 дневно, па некој ќе ви дошол од Македонија, па ќе ви го донел тоа, ако сака да не го донесе, не го пуштете или ставите му ПСР. Меѓутоа сертификатот дека овој ќе ширил, другиот не ширил, илузорно. Втора работа, мерење на позитивните треба да се напушти и да се кажа колку се позитивни. Уопште не е битно тоа колку се битно е колку се хоспитализирани. Според вас хоспитализацијата и можеби оние кои што тоа е проблем се, ако земеме да и други вируси има, да кажеме колку настинка имало со параинфлуенца вирус. Може да има 70.000 на ден. Грипот е оној кој што се уште Грипот е исто така активен. Не може да тестирате само едно, другите не ги тестират. Било поопасно. И омикрон е опасна болест, меѓутоа најважно е за да се преземат мерки да се види што се последиците. Кај нас од 350, така? Веќе 2-3 недели го имаме омикрон, се качил бројот на хоспитализирани за 100 луѓе. Според вас? Имате 20.000 нови случаи. Да беше Делта сојот, нас ни модуларни ни ништо немаше да не спаси. Имаме најмалку 3.000 хоспитализирани. А 1.500 беше максимумот, 1.700. Нови број. Да. А сега е качено на 400 се качува, меѓутоа ако ги земете бројот на случаи и бројот на тие што завршуваат во болница, големна е разликата. Иако имаме сега анализа дека се тоа прележани, вакцинирани, многу по-ретко завршуваат во болница, во тој смисол испаѓа дека премногу тестирање и премногу затварања се контрапродуктивни. Тоа мислам дека е тоа што го кажа прва Велика Британија. Сакате да кажете дека моќниците, како Велика Британија, кои што го започнуваат гласно овој процес на тргање на дел од мерките, сакате да кажете дека ќе ни следи еден период во кој што ќе ја прифатиме состојбата дека е присутна и едноставно ќе се збогуваме со мерки, ќе се збогуваме со ограничување, ќе се научиме да живееме. Конечно, она што постојано го протнувате некако во вашите изјави, треба да се научиме да живееме со ова, треба да се вистина таков ли период ќе се? Немало мерки за да ги тргаме мерките. Кај нас имало, постојат ограничувања. На некој начин ограничувања постојат, меѓутоа вчера и на вашата телевизија и тоа со почитување на протоколите и мерките во Охрид, не знам, се одржува со носење на маски, ниеден не носи маска, а ако држат дистанца, последниот треба у Мешеишта да биде, или на аеродром таму Охрид, ако сите прават по 2 метра. Значи, со таму не се шири на отворено толку. Меѓутоа, за Нова година, во кафани, во се, во диско клуби, младите кои ќе излезат од училиште, овие гимназијалците, средношколците, тие седат сите у кафичи, си седат таму. Тоа е секојдневно, значи, уште од летото, секогаш, особено од летото, кај нас немало такви мерки да го спречат ширењето, особено кај младите и голем дел од нив се имунизирани и затоа кај нас, за разлика од соседството, од кога пројде тој бран есента, имаме многу помал број на случаи. Значи, некои посебни мерки немало, за да сега кажеме ќе ги олабавиме. Мене единствено не ми е јасно во Велика Британија зошто маската ја тргаат во јавен превоз. Сепак тука се... А вика, кога ќе одите во затворен простор со други луѓе, да носите маска што се непознати. И јавен превоз се непознати. Од мерките се ми е логично, единствено таа мерка зошто ја тргаат во јавен превоз, дали имаат пречистувачи на воздух во нивните метро. Тоа единствено не ми јасно, инако ја поддржам, јас кажав многу порано дека ова со сертификатите е срам за цивилизацијата на 21 век, бидејќи, за жал, вакцините се такви да не спречуваат ширење. Спречуваат, намалуваат тешка форма, намалуваат смртност, прележаноста уште повеќе,
Прележаноста и вакцинацијата најмногу, ама не 100%, меѓутоа прележан и вакциниран, а ретко ќе најдете во болница. Особено кај млад. Сега тука најважна е возраст. И дали има придружни болести. Тоа сакав да ве прашам, Значи, убаво да објасниме, затоа што изминатиот период и многу прашања до вас се поставуваат, особено на социјалните мрежи. Прележавме, се вакциниравме и повторно се заразивме со Омикрон. И на луѓето не им е јасно, или се вакцинирав со 3 дози па фатив Омикрон. Значи, ако гледаме оптимистичка страна, добро е што сте се заразиле. Добро. Не мора да примате трета доза сега, може понатаму. Вчера ден пише дали е грип, дали е Омикрон, прележан сум, вакциниран со 2 дози, така. И ја одговорив да сум на ваше место, би сакал да е Омикрон. Зошто? Зашто сте имуни на него. Така. Ако не сте под услов да не сте вакцинирани од грип. Еве, ја лично сум вакциниран од грип, меѓутоа ако не бев, и ако добиам температура или главоболка, ќе сакам да е Омикрон. Така. Бидејќи против него сум имунизиран. Особено тоа важи за млад човек. Би изважил уште повеќе. А он е прележан и вакциниран, и ако е грип, ќе го боли глава 3 дена, ќе не знае како се викаат, 40 температура, уште 5-6 дена ќе биде на рехабилитација, зборам класична слика на грип, може да добие компликација, а Омикронов ќе му пројде со кивање, кашлање, може еден ден и така. Многу полесно ќе му пројде, дури кај млади здрави луѓе што воопшто немаат ни вакцина, ни прележаност, проаѓа лесно, а камоли да има прележане и вакциниран. Во тој смисол не е битно на оваа број на вакцинирани и прележани кај нас, колкав е бројот. Битно е какви ни се состојбите во болниците, а колку што може треба да се почитуваат мерки до оној момент дека не се лабаат амбулантите. Се амбулантите се со прегледитната медицинска амбулантите и проблемот што луѓето сега, а може би уште 2 недели, ќе нема кој да работи на работа, ако сите се изолираат и контакти и така натаму. Ја споминавте бустер дозата, некому е потребна, некому не е потребна, сега во изјавите, добро, кому е потребна, кому не? Кој треба да кажам, сите што имаат на 60 години треба да примат. Да не филозофираме многу, би требало, а другите по избор. Никој не му е забрането да прими, меѓутоа мислам дека ефект најголем има кај тие што се на 60 години, нормално да прошле 3 месеци од кинеските вакцини и 6 месеци од останатите вакцини. Тука ги ставате другите. Прележаност исто да пројде, да чека максимум 6 месеци, може да се вакцина и порано. Значи, во тој смисол може да примат бустер, особено тие што еднаш примиле Pfizer 2 пати, не треба да се плашат од трет пат, а и за останатите. Мислам дека многу страв се дава, во ред децата да не се вакцинираат, да одложени не сам, и ото луѓето. И затоа ќе ве прашам. Значи, на 60 години и сите што имаат хронични заболувања, препорачувам да се вакцинираат, а останатите по избор, кој како сака. Во оние по избор, тие што имаат 2 дози вакцина. Мислам, се е по избор, меѓутоа оставам нив сами да се решат. Не им препорачувам. Да, во оние кои што имаат... имаат... под 18 години не препорачувам да примат. За тоа засебно ќе ве прашам. За оние кои што имаат 2 дози, па сега, неодамна прележале Омикрон, дали треба да примат трета бустер доза би дошла? Сега не би требало, ако прележале сега Омикрон, што ќе име сега дозата, ќе примат. Ќе видиме како ќе се развија состојбата и ќе примат, може би понатаму ќе приме една вакцина каква што доликува. Добро. Која ќе штити од заразување, ќе штити од сите варијанти, и таа ќе примаме може не еднаш на година, кај грипот и веројатно не сите. Затоа нема што да брзаат сега, ќе почекаат. Сега имаат имунитет од Омикронот. Ако не се јави друга варијанта, може ќе снема болеста, ќе остане. Пандемијата, болеста нема да снема, така да. Сега за нема потреба да брзаат, барем 3-4 месеци нека почекаат. Дали ќе ја снема пандемијата или како е според некои ваши изјави со тоа што се прават некои проценки и за грипот, кога најмногу е заразен и како полека се намалува и го снимува грипот, во нареден период што се очекува? Дали оваа варијанта, која што очекувате сега и во наредниот период, велите да стане до 95% присутна, Омикрон варијантата, дали очекувате дека конечно ќе биде имунитетот на стадото, она што е потребно, што го зборуваме постојано? Да, се надевам, значи кога ме прашавте,
брзо се шири, меѓутоа некои сметаат дека не е толку брзото ширење, иако побрзо се лепи во горниот респираторен тракт, туку дека го избегнува имунитетот и од вакцина и од прилежност. Имаат некој имунитет кој паѓа на 30%. Така. Ако се прими бустер доза, се качува пак на 70. Ама тоа 2 месеци после бустерот. Меѓутоа, најосновно е дека дава полесни симптоми, особено ако се прилежени и вакцини. Многу е важно што на 3 дена е циклусот, не е на 10 дена како кај другите. Се, значи, брзо се заразуваме. Тоа е лошо што го блокира системот, меѓутоа ќе трае кратко, ќе го блокира месец-два, како кај грипот, брзото ширење и за кратко време. Така. Тоа сега ќе се случи во Велика Британија. Добро. Се смета дека системот ќе издржи. За кратко време сите ќе се заразат. Не значи дека сите ќе бидат болни. Сите ќе дојдат во контакт со вирусот. Ако каже дека во јавен превоз не треба маски, ја единствена логика на тоа гледам да се заразат. Иако затворен сепак држат во некои предпријатија. И сертификатите со тоа што ќе ги тргнат. Сертификатите ќе ги трнат, да, бидејќи нема никаква логика. Не знам што. За достапноста повеќе луѓето и значи, на тој начин брзо, ако брзо сите добиат колективните, што не се успеа со вакцините. Они штитат 2 месеци, да можеше цела земја да се вакцинира за 2 месеци и вирусот демек да нема кого. Меѓутоа едни се вакцинира, дека ние почнеме да се вакцинираме, израелците почнаа да добиваат инфекции, кои што почнаа први, така да таа отпадна. Може би, ако вако да се стивне пандемијата, доаѓа и пролет, под услов да не се јави некој сој кој ќе биде уште позаразен од овој. Факт е дека овој сој не напаѓа толку белите дробови и кога ќе се симне долу, помалку ги напаѓа, повеќе останува позаразен од овој. Мислам дека ако брзо пројде омикронот низ земјата, нема да се случи да дојде друг сој и не очекувам да некој уште повеќе се шири. Дај Боже да дојде некој сој кој ќе биде уште полесен. Сега... Тоа е, мислам, се оптимистички. Ако ја слушате СЗО, не знам што сакаат да кажат, што им е целта, ми личат на опозиција во Македонија, било која опозиција. Постојано ги менуваат и Они само плашат. Они плашат. Ништо друго не кажат. Не кажат што треба да се преземе. Не кажат никакви совети. Ги предупредуваме владите, граѓаните да не се отпуштат. Што значи да не се отпуштат? Дека се уште присутен, кажуваме да се удрат куршум во глава, зашто ова нема никош да заврши. Мислам, не разбирам. Нема никаква стратегија. Ова сега ќе го направиме, бидете стрпливи, па ќе биде окей. Они викаат, бидете стрпливи, чувајте се, никогаш нема да заврши. Мислам, тоа нема никој да им го поверуе. Ке рече во ред, нема веќе да ве слушам. Нема да ми кажете дека нема нигде да одам до крај на животот, зашто да живеам. Пораката е страшна. Значи, не можам да разберам. Секакви изјави. Кажува тој председателот на Светска здравствена. Кажува, не споредуете тоа што се случи во Јужна Африка со другите земји, таму нема, таму е 20%, 25% вакцина, таму многу луѓе но се прележани, затоа лесно помина со омикрон сојот, а опасноста е кај нас, во западните земји, затоа вас порачувам, вакцинирајте се. А западните земји имаат огромен процент на вакцинација и опасно. И тоа го кажа на телевизија. Мислам, и таа треба да слушаат народ и да верува вакцини и да верува наука, место да каже нешто што е вистина. И конечно е ова што е со Велика Британија, фала Богу, рекоа царот е гол. Значи, вакцините ќе се одат сега доброволно, нема да се со сертификати да се кажува, луѓето ќе бидат слободни да шетаат и ќе живееме така како што ќе живееме. Значи, нешто што не носи ефект, односно сертификати кои носат краткорочен ефект, а потоа ги малтретираат граѓаните, треба да се трнат за да им го лесните животот. Во вакви ситуации треба да го лесните животот ако тие не влијат на ширење на болест, а не влијат. Да видиме каков период ќе следува со оглед на тоа дека моќниците веќе се спротивставуваат на ова што се случува. Тогаш ние помалите само ќе се приклучиме кон периодот кој што ќе следи. Ги слушав изјавите на
дел од докторите, од докторската фела, кои што ја следат пандемијата во земјата, очекуваат следната недела и таа по неа, значи првата недела од февруари, да има еден нов бран на Омикрон, значи голем број на ново заразени. Велат и од оваа бројка која што е регистрирана сега, да се дуплира и повеќе. Кои се вашите прогнози и веројатно, мислам, сега тоа предвидувања? епидемиолозите гледаат од односно на другите криви, дека колку и брзо да се шири, ој сепак не може да трае бранот помалку од месец дена, значи мора, сепак треба негде пикот ќе биде, ако не сме во пикот, сме близко до него, ќе биде негде последните 10 дена од јануари и после ќе почне да се спушта. Меѓутоа дека не видиме јасно пат, може да иде и до 3-4 000, меѓутоа тоа се зависи од тестирањето. Не може на 6.000 да очекувате дека ќе имате 4.500 позитивни. Ме разбирате? Ако останеме на 6-7 000, ние поише од 2.500 до 3.000 нема да имаме. Ако се зголеми тестирањето, ќе имаме, така да пикот зависи и од тоа, и не е ни толку битно колку се позитивни, се мери хоспитализација и смртни случаи. Во тој Тие дел ќе смртни случаи очекувате се надевам дека овие што ги слушаме, кои не се мал број, се уште од Делта свет. Очекувате промена во хоспитализацијата? Па до сега нема, мислам, расте, меѓутоа многу помалце отколку кога беше Делта свет. Да. Што значи тоа? Дека ќе го преживееме овој бран. Болниците лесно, амбулантите тешко, многу тешко. Да. И кога ќе почне да паѓа бројот, ако сега пораснал на грубо кажем на 2.500, ако ние имаме по, што знам, 20 хоспитализации дневно, што не се малце, можеби, кога ќе имаме 250 случаи дневно до Омикрон, ние ќе имаме 1 до 2 хоспитализации, тоа значи крај на пандемијата. Ме разбирате, тоа е како за грип. Значи процентот на хоспитализација е многу помал и кога ќе почне да паѓа кривата, а ова ако очигледно дека ќе пројде без некој голем наплив во болниците, после ќе биде многу полесно и не е битно и да имаме 500 случаи на ден, ако имате 3-4 хоспитализации од цела држава, тоа не е ништо од нив. А смртноста поуште и да е помала. Така да многу полесно ќе се живее. Сега ова ми е вовед во она што сакам да ве прашам, се одложи второто полугодие до 1 февруари, а со оглед на ова сега што го зборуваме и дека се очекува зголем број на новозаразени, пик, оптовареност на амбулантите во следните 2 недели, се очекува да се продолжи тоа и по 1 февруари. Кои се вашите очекувања дека би требало да се продолжи? И веднаш тука ве прашувам, оти навистина и од самиот почеток бевте поборник на маските во училиштата, сметате ли дека треба да се вратат децата без маски? Па сметам дека не треба да биде задолжително кога ќе падне бранот. Сега, без да падне бранот, не знам дали треба, најдобро е да се одложи уште, меѓутоа да не биде многу. Друга варијанта е додат онлайн, а јас би сакал кој ќе тргнат сега да тргнат без маски, како што направи Велика Британија, и тоа би, без разлика на бројот, меѓутоа подобро е да биде помал бројот, со единствена цел да се растеретат амбулантите, иако сметам дека голем број од децата имаат имунитет и без Омикрон, кога беа потешките сои, лесно ги поминува, да не зборам дека мислам дека средношколците се колективен имунитет имаат, 90% и повеќе се заштитени, ако не од разболување, од било каква потешка форма. Така да ја би сакал додат без маски. Добре, може уште една недела, 2, меѓутоа да не се програмата да не може. Во тој смисол. Да. Ќе се следи состојбата. Секој случај не требаше сега да трнат. Се уште Делта се постои, може да го однесат дома. Се уште е многу ладно, студено, нема се проветрува. Енергетска криза и училиштата трошат многу енергија. За затоплување, тие се сега ладни, треба време да се затоплат. И не ми беше јасно комисијата зашто бар овие 2 дена, четврток и петок не ги даде. Она предложи да продолжат, меѓутоа тоа е веќе друга. Барем разумот преовладе. Инаку што се однесува до маски, ја тоа што го пратам, особено кај големите деца, они ги вадат маските у средните школи. Кога ќе излезе наставникот,
90% од нив, а се 34 во клас, ги вадат маските. И си прават муабет. Ако немаат време да одат во надвор, мал одмор, они на мал одмор, и тоа 5 пати го прават. Така да, во тој смисол не гледам логика зашто да ги носат. Кај помалите деца, има дисциплинирани деца, цело време носат маски. Да. И да им и кој ќе им кажете да ги тргнат, тие ќе ги носат, така се навикнати. Пуста навика, да. Па од прво деление така и си почна некој дечиња. Така да ја би сакал второто полугодие да го почнат без маски комплет сите деца. Сега, вашето размислување, ја споминавте во еден дел од одговорот дека не сте за вакцинација на деца под 18 години. Соединетите американски држави веќе почнаа да вакцинираат и деца од 12 годишна возраст до 14. Има најави дека и под 12 годишна возраст, односно над 5 години, така чинам беше, дека е во ред да се вакцинираат со Pfizer. И Pfizer е онаа која што се пробува, да речеме. Еве хипотетски кажам. Без документ, без податоци зошто се прави тоа, не можам да кажам. Не можам да го вашето размислување? Останувате на тоа? Значи, видите, цела работа е некој лицемерие во целава пандемија. Полувистини. Значи, или ќе се каже вака или така. Не може да нивната FDA и они да зборат за антиваксерство, кога таа FDA е најголемата антиваксерска организација во светот. Не признава, да речеме, Спутник вакцина. Е одлична вакцина. Исто како Pfizer или како AstraZeneca слично. Зошто не ја признава? Добро, тие кинеската не ја признава. Тоа е антиваксерство од најголем степен, не е Джокович антиваксер, тие се антиваксери. Зошто не ја признават? Милиарди се вакцинираат до сега. Што чекат? Истата таа кажува дека Pfizer вакцината, Модерна и тие другите нивни вакцини се за итна употреба. Не ги регистрира за сите. Која итна употреба на дете од 5 години се вакциниране, која ќе објаснат, па после ќе речеме оке. Која итна употреба се вакцинам ја. Толку и толку години. Смртноста е 1000 пати кај мене, односно кај некој над 80 години 10.000 пати, тоа е наука, поголема од смртноста кај детето од 5 години. Смртноста од грип кај децата од 0 до 5 години е далеку поголема од колку смртноста од ковид. И доброволно е вакцинирањето и од грип, ретко кој се вакцинира дете. Сте чули дека некој се вакцинира? Јас немам слушнато, иако и тоа сакав да ве прашам. Тоа се фактите. И сега, ако ти се регистрирал за итна употреба, таа треба да се даде на луѓе што се загрозени. А се случува да се направи да луѓе ги тепаат со пендреци, ги пркаат, ги шиканираат, зашто не се вакцинирани. Млади луѓе од 20 години. Тоа едно со друго не оди. Значи, или биде доброволна, да, таа е доброволна, а ја прават и обврзувачка. Видите, во Флорида што се случи, секој што тужел, кај што има правна држава, паѓаат мерките. Во Флорида нема никакви мерки. Значи, се што правеше државата, на суд падна. Не може вие да измислите тоа Грција што прави со 60 години, ќе ти земам по 100 евра. Да, веќе со казни ако не има примено вакцина. Значи, во тој смисол, бројот на случаи, и кај нас, кај да сакате, на деца здрави зборам, што завршиле смртно или имаат тешки последици е мал. Децата би требало да се вакцинат ако имаат придружни болести. Значи, добро е што има вакцини за деца, меѓутоа за тие деца што имаат, и нека биде на родителите, иако Роджер Мелон, која пронашла кината, има порака јавна, може секој да види, до родителите, јавно ги моли да не ги вакцинираат децата со вакцината кој тој ја пронашол. И го објаснува зошто. Он кажа и воопшто вакцината има скептицизам кон вакцина, меѓутоа е согласен дека ризичните групи и постарите треба да ја примат. Таа е друга тема и може убаво што го споменавте тоа, секој што е заинтересиран да се прочита. Дали има одложени деца. Не очекуваме, меѓутоа тогаш ќе биде нема да биде само зитна употреба. Тоа ќе се надеваме дека ќе ги регистрираат комплет. Би сакала да го заокружиме тука разговорот во поглед на тоа дека постојано нели алудирате и сме за тоа да се тргнат маските во училиштата.
Сега децата се на некој начин еве под наводници заштитени, како да кажеме, од сите оние вирусчиња, настинки, пропратни кои што се нормални за овој период од годината. Паднат имунитет, кога ќе се тргнат маските, да ги подготвиме родителите за каков период би следувал, период во кој што би бил нормален да има повеќе разболувања кај децата? Потребно е јакнење на имунитетот? За помалите деца кај што почитуваат со маски, макар шиони го се мешаат во ходниците без маски. За овие поголемите не важи, тие одат по кафичи, тие веќе ги пројдат на стинките. Еве збориме за школските. Зашто не ги спасија маските, бидејќи они се дружат. Многу повеќе се дружат и надвор од училиште, а и во училиште ги вадат маските. Кај помалите може да се очекува еден бран од настинки, бидејќи вирусот чекал. А таков бран имавме ние многу настинки имаме октомври, ноември, декември, не само кај децата, кај сите. Имавме и летниот период. 2 години чекаше, и летниот ме потсети. Вирусите чекаат и сака да си ја наплатат тоа, и тоа е добро, бидејќи носењето маска, особено е страшен карантинот, тоа Австралија што се прави, што помогна многу луѓе да преживеат, што се вика да има помог. Меѓутоа, ќе им се врати како бумеранг, бидејќи пасивен имунитетот. Вие кога сте во карантин, сте само со антигените, со микроорганизми дома. Вие не одите во јавен превоз, кај што има народ, не одите на концерти, кај што организмот сака да биде цело време трениран. Тоа е како да сте лежели у кревет и нормално срцето страда. Имунитетот треба цело време да е активен. И не е страшно и децата што и като градинка ми се разболува на 2 недели, не знам што. Ако не му даате антибиотици и лекои без потреба, имунитетот се билда на тој начин, а не со пиење на мултивитамински сируп или не знам што. Така да не е страшно ако има настинки. Ви благодарам многу на интервјуто. Благодарам секогаш сте ни еден од драгите гости. Се надевам дека ќе се гледаме во нареден период. Многу оптимистички одговори ми дадовте на прашањата за нареден период. Се надевам дека ќе се гледаме. Зетте за убави работи. Да, ако сакате да преживеете, треба да се фаќате за добрите вести. Треба да бидете оптимисти. Психата е најважна. Ако сите се депресивни, не ни треба пандемија. Тоа ми беше зборот кој ќе излезе председател на СЗО. Со самата појави, со тоа што го збори, придонесува до депресија. Нема ли некој да му каже дека тоа така не оди? Треба да се даде некоја добра вест на луѓето. Ние дадовме многу убави позитивни вести, се надеваме на таков период. Благодарам.